Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, недалеку од градот Скопје. На само 20 на минути возење, доаѓате овде, уживате во оваа природа што Бог ја создал и уживате во убавините што човекот ги создал и тука се сретнуваат, тие две убавини во едно место. Место за вашето уживање. Сега се големи и високи температури, имате базен каде што можете да уживате, да пробувате традиционални македонски специјалитети, се на се место кое што ве очекува. И нас не очекуваше, ние што туку пристигнавме овде. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви направам летна манџа со наут. Нешто што е многу вкусно, многу традиционално, многу сладко и само спремете си лепче за да макате. И на јадењето му нема крај. Се смета за многу лесен, здрав и брз оброк. А многу квалитетен во однос на сите состојки кои што ќе ги ставиме внатре. И знаете дека наутот е многу здрав и многу се користи. Во нашата традиционална кујна порано се правела и квасец од наутот, се прават чорби, се прават ќофтиња, а денес ќе ви направам летна манџа со наут, таман за ова време. За да ја направите летната манџа од наут, вас ќе ви биде потребно 250 грама наут, кој што можете да го земете од тегла, конзервиран во тегла, или доколку купите свеж, но мора да го ставите преку ноќ во млака вода да отстои. Па ќе треба и зрно по зрно, ако сакате може и да го лупите. Ако не може и вака да се стави. Јас напротив па ја сакам лушпата на наутот. 200 мл пире од патлиџан. Или, ако немате салца, или предходно испржено, подпржено патлиџанче, но само патлиџан, ќе ставите еден патлиџан на ситни коцки. А половина китка макдонос, 100 грама спанак, блитва, киселец, што и да имате, само да е 100 грама, една главица кромит, 2 јајца, малку маслинов зејтин, сол, мешан сув зеленчук, малку луд буковец, малку биберче, малку црвен пипер за запршка и малку, ако сакате, можете и свеж босилек да ставите или сушен босилек, по ваш избор. Да започнеме со подготовка. Значи на маслиново масло 4 до 5 супени лажици, а потоа ќе ви треба и уште толку при самиот крај. Ќе го ставиме кромидот, ситно насечкан, да се пропржи. Така. Тука на кромидот ќе му ставиме и малку солца. Кромидот, кога ќе промени бојата и ќе добие стаклест изглед, тогаш значи дека е готово, омекнат, испржен, нема да чекате она да добие кафена боја, не, туку еве сега убаво, омекнат, сочен, млад кромид. Сега е време да му ставам малку мешан сув зеленчук, малку буковец, едно кафено лажиче, малку бибер, значи се ставаме тука, пред да ги ставиме другите состојки. Дури и црвениот пипер сега го ставаме. Така, сега се промешуваме, да добиеме како една запршка за граф кога правиме. И сега го ставам наутот тука.
сега да си се крчка наутот со кромидот, а при крај, кога ќе биде омекнат, него ќе му требаат сега на ваков начин, значи многу е битно да го терате тертипот како што треба од почеток до крај. За да го добиете, еве овој мирис, колку е убав овој мирис, значи мора сите работи да ги додадете во кромидот. Да добиеме таа запршка, која што нема брашно, се разбира, и сега го оставаме наутот да си крчка, ама на тивко. Него ќе му требаат можеби 20 минути да биде готов. После 20 минути останете вие со нашата емисија, ќе додаваме едно по едно што треба внатре, додека ја добиеме манџата како што треба. Еве веќе наутот си е добро, супер, значи изденстан. Погледнете и каква убава боичка доби. Сега ќе го ставам пирето од патлиџан. Значи ова е само чисто рендан патлиџан и испржен. А ќе му додадам и малку од свежиот. Значи не зборуваме за кетчап, туку зборуваме и овдека нема ни сол. Така, сега да си крчка со пирето од домати и ќе му ставам и малку и ваков патлиџан. Видете колку убав овој јабучар. Чисто за кејф го ставам. Половина ќе ставам, доволно е. Оваа количина во потребните состојки што ви ги кажав е за, видете каков е убав. Другото салатка ќе го направиме. За 2 особи. Ако јадете 4, дуплирајте го сето ова. Еве како убаво си крчка. Така, сега ќе го ставам и ова внатре. Така. И уште другото парче. Сега летно време, додека е топло, повеќе гледаме да направиме јадења кај што нема многу месо и ништо без пиперче и патлиџанче. Ништо. Спанаќ, кромиче, лукче, зависи која манџа ја правиме. Ете така. Со патлиџанот веќе завршивме. Сега и овој патлиџан што го ставив, и тој ќе си пушти вода и истовремено сега ќе го додадам и спанаќот. И на него му треба 10 минути колку и на патлиџанот. Он по дејство на топлината веднаш ќе омекне и тоа е полн со вода. И вака неколку пати ќе завртам за да направам простор и за остатокот од. Конкретно, ние имаме штавеј овде. Да знаете. Значи може 100 грама спанаќ, штавеј, киселец, блитва, што имате.
Имаме и некое ливче на блитва. Значи повеќе комбинации, тоа што имавме во дворот што си расте во бавчата, во градината. Така. Сега го оставаме 10 минути да се искрчка. Не ставаме ни вода, ни ништо, затоа што се ќе пушти и спанагот и патлиџанот на потивко. Евака, само убаво да се промеша. Тоа е важно. Ајде, нека си се крчка. После ќе пробам за сол, откако ќе биде и патлиџанот и спанекот добро искрчкани. Еве, драги гледачи, гледајте како си крчка. Во сосот од патлиџан и во свежиот патлиџан. И спанакот убаво си се обари. Сега можам да намалам малку. А поради присуството на наут, веќе се добива и природно згуснување. Гледате, ова кога ќе се подизлади, знаете каков убав сос ќе си биде. Леле, убавина. Мераци. Сега ќе му ставам уште малку маслиново масленце. Така. И ќе ставам малку босилек. Оди многу убаво босилек во оваа комбинација. И ќе го исклучам и ќе ги скршам јајцата одоскора. И не мешам, оставам вака, да си се докрчка. Сега додека не обелат јајцата, значи не го тргам од оган, само ќе пробам сега за сол да видам дали е доволно или треба да го засолам уште. Мислам дека треба да му фрлам малку сол. Да, уште малку му недостига. Јас вообичаено не јадам многу солено, ама на ова навистина му треба уште малку сол. Ете така, доволно е. Еве, почнува веќе јајцето. Гледате? И додека ја поставиме трпезата, додека пресечеме лепче, да ставиме винце и нешто со него што ќе одговара, ова веќе ќе биде доволно. Вие останете со вкусот на традицијата, се гледаме веќе на поставената трпеза. Сега е време за ова летна манџа со наут, за двајца. А ние сме многу повеќе од двајца, значи тука сме и 20-тина, персоналот, кујната, шанкот и така натаму, сите ќе пробаат од ова погледнете како. Не знам дали да игра вилушката или макањето со лепче. Значи, ова е стварно ремек дело. Јас мислам прво вака да направам. Ова си е тоа нашето. Леле.
Тоа е тоа вистинското. Со лепче се е поинаку. Имам тука пиперчиња и лути и благи со оцече. И од нив ке земам. Не ми одеше салата со ова затоа што е полно со убав зеленчук. Наутот е, значи, како мозок направен. И ова ми оди вака. Леле убавена. Леле колку убаво ова. Не верував дека од една тегла наут ги излезе ваков прекрасен ручек. Леле колку е убаво. Направете го и вие, драги гледачи. Уживајте во овој вкус. Сега е времето, не го испуштајте моментот да го направите ова. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Дека лагите се како кредит. Уживаш сега, ама плаќаш после. Се гледаме, довидување.